Конечно ја почнуваме нашата серија за оваа есен за посланието до Ефесијаните. Јас ќе ве замолам да станете, ќе го читаме денешниот текст кој се наоѓа во Ефесијаните, првата глава, првиот до 14 стих. Така да ќе го имате и текстот на скринот, така да внимавајте и слушајте она што апостол Павле го пише до црквата во Ефес. Павле, по волја Божја, апостол на Исус Христос, до светиите што се во Ефес и до верните во Исус Христос, благодат и мир вам од Бога, нашиот Отец и Господ Исус Христос. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос, така што и не избра преку Него, уште пред светот да биде создаден, за да бидеме свети и непорочни пред Него во љубовта, предопределувајќи не за посинување за себе преку Христос Исус, зашто тоа му беше по волја, за да биде фалена славата на Неговата благодат, со која не дарува преку својот возлюбен Син, во кого имаме откуп преку Неговата крв, простување на гревовите по богатството на Неговата благодат. Таа благодат тој ни ја даде изобилно заедно со сета мудрост и разум, откако ни ја откри тајната на својата волја, според своето благоволие, што го беше положил во себе од порано во уредувањето и исполнувањето на времињата, за да соедини се небесно и земно под една глава во Христос. Преку Него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според својата волја, за да послужиме како пофалба на славата Негова ние, кој од порано се надевавме на Христос. Во Него и вие, откако го слушнавте словото на вистината, Евангелието за вашето спасение и откако поверувавте во Него, станавте запечатени преку ветениот свет дух. Тој е залог за нашето наследство, за откупување на посвојувањето, за пофалба на Неговата слава. Амен. Повелете, седнете. Во Ефес, во темна зандана, без многу светлина, со мирис на влага и мувла, со сите можни влекачи и бубачки кои може да ги замислите дека постојат во овој свет, оние што се најјезиви, кои не може ни да ги гледате. Изгладнет, претепан, може би врзан за зид и мокар целиот, апостол Павле го пишува токму ова послание до црквата во Ефес. Не е некој кој седнал на убав стол, на убава маса, па катедра некоја, па размислува во убава атмосфера со книги околу него, па убава светлина, овие убавите лампички што се запишување во библиотеки, ако ви текнува. Ништо од тоа нема. Човекот е во затвор. И тоа не во денешен скандинавски затвор, не ни во македонски затвор, туку во затворот од првиот век, каде што условите се катастрофа. Тој го пишува писмото до Ефесијаните и тоа писмо е она што ние теолошки го нарекуваме циркуларно писмо, не затоа што е циркулар или ова машината, туку писмо наменето за црквите кои се наоѓаат во непосредна близина на Ефес, вклучувајќи и црквата во Ефес. Можеби само да замислиме во такви услови со мали парчиња папирус, немало убава книга достапна. Со мали парчиња, тоа што ќе го собере, тоа што ќе му го донесат, тоа што ќе му го дадат, да пишува такви работи, борејќи се за малку светлина, пошто обично затворите биле во дупка во земја, да напише нешто, па некој од тие работи ги диктира на своите посетители да ги запишат. Павле пишува неколку писма, меѓу кои се писмата до Филипјаните, Филемон, Колосјаните и ова писмо до Ефесијаните. Читајќи ги богатствата кои ги пишува, кои се наоѓаат во овие писма, ако ги читате, онака, да видите логички што апостол Павле кажува, не е возможно да не се запрашаш каков ум бил тој човек. Не ми е јасно. Јас да седнам, да пишам оваа проповед, ми треба неколку пати, порекаш некоја реченица, неколку пати да ја преформулирам, да ја напишам, затоа што на ум го имам народот кој треба да го слушне тоа, не само Живко да го разбере тоа. Треба секој што ќе го слушне да го разбере тоа. И да биде логички кажано, од почеток до крај. И сигурно, како е можно апостол Павле во тие услови да напише таква комплексност? Не ми е јасно.
со таква леснотија учи длабока христологија, од која црквата 20 векови црпи и учи како е можно со толку многу љубов да се излева за црквите за кои постојано се грижи и за кои постојано се моли. Се темели на неговата љубов кон својот Спасител и ништо не може да го оттргне од таквата љубов. И доаѓаме до нашето послание до Ефесијаните. Јас во најавата, не знам ти дали го видовте овој рил што го постирав. Таму поставив едно прашање, не знам дали го слушавте. Што има заедничко Ефесијаните и Wonder Woman? Сега што имат заедничко? Ништо не имат заедничко. Знаете Wonder Woman, тој е филм што беше на DC Comics. Што имат заедничко? Според митологијата на градот Ефес, градот е основан од амазонките. А Wonder Woman е амазонка, така легендарно племе на жени војни кои отишле, го освоиле градот и го основале градот како што треба. Според тој мит, амазонките поставиле статуа на божицата Артемис или Артемида и воспоставиле традиционален танц околу статуата со оружја и штитови. Војсководката која ги води амазонките да го освојат градот Ефес се викала Смирна и тоа е денес градот, уствари според кој го има името Измир. Од таму доаѓа. Не знам дали сакате fun facts за историјата, јас многу ги сакам, многу ме интересни. Јас го читам ова библискиот речник за Ефес, ова викам, леле, ова е прекрасен факт, морам да го кажам на црквата. Фани вика, па не знам дали беше релевантно, ама нема врска, на мене беше многу убаво. Имавме дискусија една вечер за таа работа. Ефес е главен град на Римското царство во тој момент во кој апостол Павле пишува, во Азија. Датира некаде од 7 век пред нашата ера. Иако неговата историја е многу подолга, но градот во тоа време, како што бил познат, датира неговата историја од 7 век пред наша ера. Ефес имал популација од околу 200.000 луѓе. Во денешно време можеби тоа не е некоја метропола, ама не е некоја светска метропола. Во тоашно време два града кои имале малку повеќе популација биле Рим и Александрија. Ова бил третиот град по големина во целото Римско царство. Ефес бил наречен првата метропола на Азија, или со друго име го викале светлината на Азија. Тоа било името на Ефес. Храмот на божицата Артемида бил еден од 7 светски чуда во античкиот свет. Бил 4 пати поголем од атинскиот Партенон. Ако сте биле во Атина и го гледате Партенонот, кој е огромен, навистина огромно здание, сикате како изградиле ова, па храмот во Ефес бил 4 пати поголем од тој. Неверојатен храм, огромен. Артемида била нарекувана царица на небото и била обожувана како спасителка. Она била исто така заштитничка од зли духови, од болести и од несреќа. Неziното светилиште било место на жртви, таму се жртвувале многу животни. 2 пати неделно следбениците на Артемида правеле процесија со ликот на Артемида низ градот. Го земале ликот на Артемида и со тој лик оделе низ градот, затоа што на тој начин Артемида би требало да го заштити градот. Има сличности во начинот на кој им се искажува почит дури и на светците во некои традиции дури ден денес. Од тоа што може да го читаме во Ефесијаните, во посланието, сега го оставам градот по страна, одиме во посланието, во текстот. Ефесијаните имаат еден есхатолошки аспект, еден аспект на тоа каде живееме ние, во кое време живееме, за Божите ветувања, за времето кое треба доправа да дојде и борбата помеѓу тие две времиња. Тоа уствари есхатологија. Знаците на апокалиптичната литературата која зборува за последните времиња, се вика апокалиптична литература. Во текстот има присуство на тие две времиња, времето сега и идното време и битката во меѓувреме. Во самиот вовед, кој ги представува централните теми на апостол Павле, ќе зборува, тој почнува со темата за идната надеж, за идното време, за вечниот Божи план. Апостол Павле почнува фактички со есхатологија. Зошто е тоа така? Апостол Павле верува дека ние всушност живееме во последното време. Тоест, тој верува дека тој живее во последното време. Од моментот кога Исус Христос доаѓа на земјата, тој е почетокот на последното време. Ние сме генерацијата на
она што библиски се нарекува есхатон. Генерација која пребива и ужива во познавањето на вечната тајна Божја за светот, а сега откриена во Христос. Христос е тајната Божја која била сокриена од почетокот на времето, а сега е објавена за секој еден од нас. Некои од важните теми, пред да почнам во текстот да копаме малку повеќе, некои од важните теми кои се појавуваат во текстот, тоест некои работи кои јас ги издвоив, овие текстови се обично многу богати. На овој текст може да припремиме една цела серија од 11 проповеди, не само една. Затоа што се богати во тоа што може да не поучат. Едно од тие работи што може да го видиме во 3-тиот стих, од тука почнува после поздравот, од тука апостол Павле почнува благословот и така натаму, е темата на благослов. Благословот е во контекстот на воведниот текст. Тоа се вика еологија. Тоа е зборот кој доминира. Во 3-тиот стих, ако читате, ќе видите дека благословот се спомнува неколку пати. Видите го ова. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Истиот збор се појавува 3 пати. Благослов. Нека е благословен Бог, затоа што не благослови со секаков благослов. Тоа во голема мера ја одредува целата динамика на односот помеѓу нас и Бог. Ја открива причината за секоја постапка од Божја страна. И тоа можеме лесно да го видиме и во продолжение на текстот во следниот детал кој открива која е Божјата намера. После благословот, апостол Павле ни открива уште една работа која е многу важна. И тоа го открива дури во самиот вовед. Во самиот воведен дел апостол Павле открива многу со тоа што ги користи и двата термини кои се користат новозаветно за да го адресираат Бог. Двата термини се теос, грчкиот збор за татко, и патер, повторно грчки збор за татко, но во друга форма. И двата термини во превод на македонски се преведуваат како татко. Но во грчкиот новозаветен текст имаат различно значење, исто ама и различно. Разликата е во тоа што едниот термин зборува за Божјата природа, а другиот за неговата улога. И тоа е многу важно. Теос е зборот кој во буквален превод на македонски е преведено како Бог. Сегаш кога се појавува зборот теос, се преведува како Бог, како создател на се, како оној од кого потекнува се, извира се. Секогаш кога Исус зборува за својот небесен татко, го користи зборот теос, Бог, изворот на се. Но овде Павле го користи и зборот патер, кој исто така значи татко, но со овој израз апостол Павле ја открива улогата на таткото во контекстот на синот Исус. Вика, нека биде благословен Бог, еве го теос, и таткото, патер, на нашиот Господ Исус Христос. Зошто е тоа важно? Важно е заради тоа што следи сега во текстот. Во продолжение што вели Павле? Кој е еден од најважните благослови за едно човечко битие? Кој е најголемиот благослов кој ти можеш да го добиеш? Што може да го видиме веќе во Ефесијаните, првата глава, 5-тиот стих кој вели вака: предопределувајќи не за што? За посинување, за посвојување за себе преку Исус Христос, зашто тоа му беше по волја. Неговата вечна волја за самото создавање на човечките битија беше да ги посини. Господ ги создава човечките битија за да му станат негови деца. И се не користам теолошки речник, си зборувам онака направо. Господ ме создава мене, те создава тебе од самиот почеток со намера да станеш негов син или негова ќерка за вечноста. Тоа е целата причина зашто Господ не создава. Вели Бог таткото и таткото кој е таткото на Исус Христос, тој одлучи, по неговата волја беше да не посини, да не посвои, да станеме негови деца. Ако ние сме деца Божи, тогаш што ни е Исус на нас? Кој е негов син? Тој е наш брат. Ми требаше малку време да го прифатам тоа. И кој е клучниот
Кој е клучот за остварување на Божиот план? Тој е Исус. Вели, тој не благослови со секаков духовен благослов, тој не избра пред создавањето на светот да бидеме свети и непорочни, и тој во љубов не предопредели за посвојување да бидеме негови деца. Зошто? Заради целта на неговата волја, суштината на неговата волја. Тоа се термини кои апостол Павле ги пише до тука. Познавајќи го Павле, тој не троши зборови без везе. Тој е многу внимателен кога бира одредени зборови. Кој ќе каже заради целта на неговата волја, заради суштината на неговата волја. Најдлабоката причина зашто Бог нешто прави е токму тоа, да не создаде да бидеме негови деца. Славата на неговата славна благодат и милост. Тие некои термини никој од нас не зборува веќе така. Славата на неговата славна благодат. Никој ако зборуваме за Бог во секојдневен момент да кажеме нешто Бог според славната негова славна благодат, тоа Павле го пишал со причина. Зошто? Затоа што неговата слава, она што излегува, што се одсјајува од Господ, она негова светлина која извира од него и таа што ние може да ја видиме, тоа е светлина на благодат, не на осуда, туку на благодат. Оној прв допир со Бог која ќе се допреме до него. Што почувствуваме? Што чувствуваме до него? Ја чувствуваме неговата милост. Ја чувствуваме нашата вина. Но во исто време ја чувствуваме неговата милост и благодат. Тоа е неговата допирливата слава на нашиот Господ Исус Христос преку делото на Исус Христос. Бог ја откри суштината на неговиот карактер. Кога апостолите го прашуваат Исус, покажи ни го таткото, покажи ни го Теос, покажи ни го Бог и ние ќе бидеме окей. Доволно ќе ни биде тоа. Исус им вели, кој ме видел мене, го видел таткото. Со други зборови, ако сакаш да го погледнеш Бог, ако сакаш да го видиш Бог, погледни на Исус. Види кој е Исус, види што правеше Исус. Види како се објави Исус. Сакаш да видиш кој е Бог, погледни на Исус. Тоа е Бог. Првото нешто што апостол Јован пишува за Исус, кога пишува што искусивме ние од него, вели од Мојсе го добивме законот. Од Мојсе ги добивме правилата. А од Бог, од Исус, кога го видовме ние примивме благодат врз благодат. Тоа го видовме од Бог. Прв пат кога видовме, погледнавме на него. Пред некој ден со Дори и со Хана се шетавме на Кеот и си изборувавме за некои тешки теолошки прашања, например, зошто Бог го создаде светот. Тоа е многу тешко теолошко прашање, затоа што требало преди да се земат сите аспекти. И убавите работи во живот, ама и лошите работи во животот. Например, прашањето за злото. Зошто злото постои? Нели? Кога знаеш се што ќе се случи, кога ги знаеш сите тие ризици, зошто воопшто Бог одлучил да го создаде светот? Во овој уводен дел од посланието гледаме големата причина за Божјото создавање. Во самото создавање може да се види Божјата милост и благодат. Бог ги создава Адам и Ева од правот на земјата, им вдахнува дух од себе во нив, за да може да бидат живи битија. Всушност, Адам и Ева се живи затоа што добија вдахнат дух од Господа, инаку не се живи. Тие суштества кои се всушност создадени од земја, во себе носеа нешто од бесконечна вредност. Дух кој беше вдахнат од самиот Бог. И со тоа беа носители на тој Божи образ. Носители на Божиот образ. Ниту Адам, ниту Ева беа свесни за тоа колку се вредни и каков потенцијал поседуваа во себе. Бог им даде потенцијал да управуваат со се што создаде. Првиот мандат, кој беше поставен пред првата заповед, пред Адам и Ева да добијат заповед, добија мандат кој треба да бидат они. Која е нивната улога во ова создание? А мандатот беше да владеат, да ја запоседнат и да владеат со земјата. Се тој збор владее сега во наш контекст има една негативна конотација. Кога некој владее со тебе, тоа е некаква, имаме чувство на некаква тиранија. Некој владее со мене. Да владееш во библиски контекст значи добро управување, да управуваш добро со она што ти е доверено. Менаџерски, да бидеш добар менаџер на потенцијалот, на ресурсите кои ти се доверени. Тоа значи владење. Божјата владење значи токму тоа. Кога тој им го дава на Адам и Ева, тоа владење значи
очекува да бидат одговорни кон она кој им е доверено. Тие две мали прашинки, кои беа неколку минути стари, од кога беа создадени, во себе го носеа потенцијалот да влијаат на целото создание. Постапките кои ги има толку далеко сежни последици, што ако беа за Бог, небото ќе го донесе на земјата, но ако тргнеа против Бог, пеколот ќе го донесе на земјата. Што мислите, што се случи? Оно што Библијата го нарекува бунт против Бога, токму тоа се случи. Но апостол Павле, Божјата благодат ја гледа и во тоа дека без разлика на тоа што се Бог знаеше за нас луѓето, за тоа дека откако ќе не создаде, ќе паднеме во гревот, ќе ги прекршиме сите ветувања кои постојат под небото, ќе го прекршиме секој завет што сме го направиле пред Бога и пред сведоците, често пати ќе ги следиме нашите похоти и желби и грешна природа, иако постојано не водат во непослушност, самозадоволство и што ли уште не, и не водат на места на болка и на незадоволство, без разлика на се што ние сме во ова светло, Бог, знаејќи го сето ова за нас, апостол Павле вели, така што не избра преку него уште пред светот да биде создаден, за да бидеме што? Да бидеме свети и непорочни пред него во љубовта. Бог, знаејќи го сето тоа што ќе се случи, тој сепак не избра да бидеме свети и непорочни. Покрај сиот ризик за нашата непослушност, отуѓеност и своеглавост, Бог во нас гледа потенцијал за светот. Непорочност и луѓе кои ќе му возвратиме на неговата љубов, уште и пред да го создаде светот. Со Дори и Хана муабетот го завршиме со тоа што ја приближив целата работа до нас, кој ќе збориме онака теолошки, што, како, малце, може нема да разбереме кој што треба, но јас го приближив тоа до нас. Викам вака се, еве, јас и мама. Да знаевме се за тебе, Дори. За сите болести што ќе ги одлежиш. За сите работи кои ќе ги помнеш. Па дури можноста ти нас да не замразиш и да избегаш од нас. И да не сакаш да разговараш со нас после. Да дојме дури до таа точка, да го знам сето тоа. Сепак, полошо од тоа, од таквата состојба, ти воопшто да не постоиш. Јас сакам таа љубов која имаме за тебе, со која сме те возлюбиле пред ти да постоиш. Сакам да те видиме. Ние да сме те засакале пред ти да постоиш. Пред да те видиме. На еден таков начин, Бог нас не засакал пред ние да воопшто да постоиме. Тој не создал од љубов, со намера да го градиме тој однос со него, со сите можни ризици кои постојат околу нас и во нас. Како што вели C.S. Луис, Бог, знаејќи се, знаејќи дури и нашиот пат и проблемите кои ќе предизвикаме, сепак Бог одлучил дека се исплати да не создаде и да не стави во овој свет. Тоа на нас ни дава вредност. Дава вредност. И доаѓаме до централниот дел на овој пасош што го читавме, тоа е 9 и 10 стих. Читав еден теолог зборуваше за тоа дека овој воведен дел, оваа еологија има кајастичка структура. Што значи тоа? Има граничници на почетокот и на крајот, и во средината се наоѓа централната поента која сака апостол Павле да ни ја каже. А што стои во централната поента? Во 9 и 10 стих апостол Павле вели вака: откако ни ја откри тајната на својата волја, според своето благоволение, што го беше положил во себе од порано во уредувањето и исполнувањето на времењата во точното определено време, онака како што Господ намерил, за да соедини се небесно и земно под една глава во Христос. Која беше волјата на Бог Таткото од самиот момент на создавање? Која беше целата поента? Што е поентата на ова создавање? Дали само се мачеме, понекогаш си го правиме и тој мове, добро е, само ли се мачиме во тој живот, за тоа ли сме тука? Овде ни животот, све нешто тешко, све нешто боли, не може да здигне човек. Посебно во таа наша политичка Македонија, све нешто не оди, све нешто закочено. Едноставно не знаеме како, за тоа ли сме ние тука, да само се мачиме во тој живот. Чумки, што викаат македонските приказки,
За мака сме родени. За тоа ли сме родени? Дали сме родени за мака? Која беше волјата на Бог Создателот? Која беше неговата намера од самиот почеток? Стиховите 9 и 10 што ги читав се централната тема во овој воведен дел. Во овие два стиха е откриен безвременскиот Божи план од самото создавање, преку улогата, почнувајќи од улогата на Израел во историјата, праќањето на својот син, неговото дело над крстот и воскресението, и самиот крај, ова што Библијата го нарекува Христовиот ден, денот на воскресението или судниот ден, како сакате да наречете го. Целта е соединување на се небесно и се земно под авторитетот на Исус Божиот Син. Помирувањето на целото создание, видливо и невидливо, помирувањето на земјата и небото, помирувањето помеѓу Бога и човекот, соединувањето на Божјата реалност и на човечката реалност, соединувањето на материјалниот и нематеријалниот свет. Тоа е вечниот Божи план, помирувањето на Бога и човекот, Божјата реалност и човечката реалност воедно преку делото на Божиот Син Исус Христос. Тоа е неговиот план од самиот почеток. Во самото создание, приказната на созданието го имате тој дуализам помеѓу денот и ноќта, помеѓу темнината и светлината, помеѓу копното и водата, помеѓу машкото и женското. Имате тој дуализам во самата приказна на создавањето. Кога го читате крајот на Библијата, ќе видите дека Бог небото и земјата ги спојува, небесниот Божиот град, небесниот Ерусалим како што е наречен, слегува овде на земјата. Конечно Божјата реалност и нашата реалност се една реалност во која сите ние пребиваме. Божјото живеалиште е помеѓу човекот. Тајниот план не е уништување на светот и пребивање во некакво духовно, нематеријално, езотериско постоење, туку соединување на целото создание, материјално и нематеријално, помирување на се што постои во совршена хармонија во царството на Исус Христос, кој е новото небо и новата земја, каде во новиот Ерусалим, овој метафорички гледано Божиот град, ќе се симне на земјата и конечно Божјото пребивалиште, Божиот дом, ќе биде помеѓу Божиот народ. Тоа е таа есхатолошка визија на апостол Павле. Има токму во овој воведен дел. Тоа е движечката порака на ова послание. Тоа е причината за сите заложби. Тоа е целта на повикот и изборот Божи. Тоа е целта на мисијата Христова. Кога читам тоа, таа нека потреба за некакво помирување. Не знам дали доаѓате овде сега во црква, можеби сте скарани со некој. Обично ние сме луѓето, сме комплексни битија. Понекогаш не може да се мирисаме со некој околу нас. Во нас постои таа многу длабока желба, многу длабоко во нас да бидеме во мир со секој. Да живееме во мир. Да се чувствувам безбедно каде и да отидам, да се чувствувам слободно. Да бидам прифатен. Да не мора толку многу да се трудам за да бидам прифатен. Да не мора толку многу да се мачам да дојдам до некакво задоволство во животот, до некаква радост, до некаков мир внатре во мене. Токму тоа е визијата на тој есхатот, на тоа соединување, на тоа помирување помеѓу нас и Бога, на празнина која чувствуваме многу често пати. Прашањето е, како можеме да знаеме дека тоа е така и како можеме да бидеме сигурни дека Бог го спроведува тој план? Сето тоа е едноставно и може би убаво на папир, на лист хартија. Апостол Павле го пишал во затвор. Може би на апостол Павле му било тешко затвор и човекот треба да се охрабри малце. Знаете, таа некоја само, како се када, само психологија свртена кон себе. Само охрабрување некако. Апостол Павле си пишал надежни мисли и се надева дека тоа е вистина, затоа што у затвор од први век. Како може да знаеме дека тоа е вистина? Апостол Павле во овој воведен дел ни го дава и тоа, и тој одговор. А одговорот на како може да бидеме сигурни во последните два стиха, кој види вака. Во него и вие, се мисли на Исус, откако го слушнавте словото на вистината, Евангелието за вашето спасение, или радосната вест, Евангелие значи радосна вест, радосната вест за вашето спасение, и откако поверувавте во него, значи верата е многу важен аспект, слушнавме и поверувавме во него,
станавте запечатени преку ветениот Свет Дух. Тој е залог за нашето наследство, за откупување, на посвојувањето, за пофалба на неговата слава. Каква тринитарна теологија или теологија за Бога е содржана само во овој краток дел на апостол Павле? Кој е гарантот на нашата надеж? Апостол Павле вели тоа е токму Светиот Дух. Кој е залогот на нашето наследство? Залог. Преку дарот на Духот Бог ни кажува можете да бидете сигурни дека сето ветено наследство кое ви го ветив, колку и да ви изгледа невозможно, колку и да изгледа далечно понекогаш, колку понекогаш да изгледа и нереално, Светиот Дух е оној гарант, оној залог, оној печат преку кој Господ нас не уверува и кажува: еј, јас имам контролата. Еј, јас го водам тој план до самиот крај. Слушни ме. Не се секирај. Многу често пати поминуваме низ она што Фани го читаше, го цитираше Псалмот 23. Има еден дел од Псалмот каде што пишува: и да одам низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам затоа што ти си со мене. Често пати знаеме да поминуваме низ долини на смртна сенка и го чувствуваме тој притисок. Го чувствуваме притисокот на смртната сенка каде што нема воздух, нема што да се дише. Та некоја долина на смртната сенка многу ме потсеќа ако сте го гледале Господарот на прстените кога Фродо и се му е се во ова пред планината каде што треба да го фрлат прстенот. Тие се таму во таа пустина на смртна сенка каде што и самиот воздух што го дишеше е отровен. Немаш ништо. Понекогаш како христијани поминуваме низ тоа. И доаѓаме до тие некои прашања, можеби, чекај, што е работа, зошто е толку тешко? Зошто не може да дојдеме до некоја катарза, до некој спасение во нашиот живот? Што е проблемот? Многу пати Бог само како одблесок ќе ни даде потврда дека тоа е со нас. Дури кога поминуваме низ таа долина на смртната сенка. Јас се сеќавам дека бев втора година средно, кога ги знаев сите приказки од Библијата, сум пораснал во црква, све знаев. Се сеќавам дека во втора година средно се чувствував многу напуштен, затоа што знаете, дете кој е растело во црква, кој ги знае што треба, како треба да се живее и така натаму, беше многу тешко во средно да се биде светлина, ево да кажем. Многу тешко. Речи си невозможно, затоа што сакаш да се вклопиш по секоја цена. По секоја цена, да не изгубиш пријатели. Све ќе направиш. И покрај се чувствував осамен. Оке имав прекрасни цимери, топ цимери, прекрасно друштво. Се чувствував осамен. И го барав Господ. Барав на вистина тој да ми се објави, да ми покаже дека тој е тука со мене. И тогаш Господ го дава она видение, она чувство дека тој е со тебе. Беше на вечер, се сеќавам, кога и се молев, многу се молев, па и читав од Божиот збор. И знам дека во тој момент, во таа соба, беше Господ со мене. И тоа не може да се опише со ништо друго, освен да го доживееш. И тоа беше моментот кога сфатив дека навистина гарантот за мене е Светиот Дух кој е присутен во мојот живот. Оној кој гарантира од време на време, ќе ти каже: еј, јас сум тука со тебе. Немој да се плашиш. Знам дека е тешко сега. Понекогаш ќе поминеш, пак ли стане која долина на смртна сенка, пак ќе го поставиш истото прашање. Господ пак ќе те посети. Тогаш кога е најпотребно ќе те посети и ти каже: еј, знам дека си на земјата, знам дека не е лесно, знам дека цело време одиш спротивно на течението, не е едноставно, но јас сум со тебе. Јас те чувам. Јас ќе ти дадам сила. Свети Дух, тоа е залогот, за тоа ветување кое Бог го има за нас. Интересно е дека во целиот тој процес, понекогаш мислам дека многу јас морам да направам за да дојдам до тој момент. Дека Господ не дојде и ми покаже дека не само што не можам да направам ништо и не можам да направам. Господ ги прави нештата во целост во мојот живот. Јас само треба да се препуштам на неговото водство, каде што тој води. И тоа отсликува она што се случи
и со Авраам. Кога Господ склучуваше завет со Авраам, тој склучи завет со него. И кога склучуваме завет, да кажеме бракот е завет. Кога склучуваме завет, не склучува едната страна завет. Двете страни склучуваат завет на верност, на лојалност, на исполнување на сите тие ветувања кои ќе си кажеме еден на друг. Во овој момент Бог склучува завет со Авраам. Бог имаше своја страна на заветот, Авраам требаше да има своја страна на заветот во кој он требаше да биде верен на Господ. Но што се случи? Авраам заспа, Господ се заветува сам во себе, дека тој ќе го исполни неговиот дел во тој завет, но ќе го исполни и делот на Авраам. Затоа што Господ знаеше една работа. Авраам кој да беше, колку и да беше верен, колку и да беше херој на верата, Авраам не можеше да го исполни тој дел од заветот. Господ само можеше да го исполни тој дел од заветот. Почнувајќи од народот кој го подигна Господ за своето име, па пророците, па и царската лоза на Давид, обезбеди пат преку кој Господ ќе го прати својот син, кој ќе го исполни тој дел од заветот кој требаше да го исполни Авраам. Дека ќе донесе спасение за луѓето. Бог тоа го направи и да го исполни тој план до самиот крај. Бог го праќа Светиот Дух, кој во нашите слабости ќе не води по тој пат, ќе не оснажува, ќе не придружува до самиот крај. Бог се завети во самиот себе дека ќе го исполни и заветот до самиот крај. И преку овој вовед апостол Павле ни разложува како тоа Бог го направи и како го ги исполнува сите ветувања кои ги дава од самиот почеток до самиот крај. Апостол Павле вели тоа е Бог. Што може да научиме од овој текст, овој воведен текст на апостол Павле? Како што знаете, може би не знаете, во воведните зборови кои апостол Павле ги пише до црквите, нема многу така треба применета теологија. Има многу поздрави, има многу доксологија, тоест слава на Бога пишува, и сега читаш, викаш тука нема ништо за мене. Ова све е за Бог. Слава на Бог. Не мора ништо да правам. Но што може да научиме од овој текст? Прва работа и многу важна која може да научиме е дека секој по нешто е познат. Сара, тие што ја знаете од оваа црква, што отиде за Америка, Сара е, например, шеф и готви ненормално. Секогаш кога ќе помислам на Сара, мислам на ова гозба. Има некои околу нас кои се познати по музика. Некој за пеење, некој за компонирање, некој за продукција. Некои се познати по тоа, некои се познати по цртање. Има некои кои се многу познати по таа работа. Некои се моторџи, кои ќе видам Ико, Игор, одма ми текнува на добар мотор, на добра вожња. Секој по нешто е познат. Некои се познати по некои карактерни особини. Некои се весели луѓе, кои ќе видиш едноставно весели се. Тоа е тоа. Сакаш да бидеш со тие луѓе. Некои се малце поттивки. Познати, сите сме познати по нешто. И Бог сака по нешто да биде познат. И Бог сака по нешто да биде познат, затоа што тој е личност. А пошто можеме да го препознаеме Бог? Пошто Бог е познат? Апостол Павле спомнува во овој вовед дека Бог сака да го препознаеме по славата на неговата прославена милост и благодат. Бог сака да биде познат во нашите животи. Дека колку и да сме залутали, кај да сме избегали од него, колку и лошо сме направиле, што и да сме помислиле за него, негативно, колку и да сме се бунтувале против него, тој сака да знаеме дека тој е познат по неговата славна благодат. Моментот кога ќе сакаш да се вратиш кај него, нема услови, само врати се кај него. Моментот кога ќе сватиш што правам јас, кај бегам јас, кај кого бегам јас, што има овој свет за мене, што ќе правам јас. Во тој момент Господ вели, враќај се од мене, затоа што јас сум познат по мојата благодат и милост. Еве тој сум јас. Испитај ме, врати се кај мене, моли се, да видиш кој сум јас. Јас сум познат по мојата милост. Бог е познат по неговата славна милост. Никој никогаш пред и после Исус не бил толку познат заради искажаната милост.
Никој во историјата нема кажано сакај ги твоите непријатели и моли се за нив. Исус е првиот. Но има уште еден термин кој Павле го употребува, а кој не вклучува нас. Тој термин се појавува поново, одново и одново во оваа послание, кога читате ќе почнете да го примеќате. Посебно ако читате на англиски, затоа што на англиски се употребуваат идентични зборови. На македонски се вртат некои зборови, значењето е исто, но фразата која се појавува одново и одново е the praise of his glory, или славата на неговата слава. Кој е славата на неговата слава? Еден еврејски теолог зборува за создавањето, за како Господ го создава светот, таа наратива во прва глава Битие, и зборува за идолите. И вели вака, покрај лажната надеж во идолите кои се мртви, идолот, ако си направиш идол, покрај лажната надеж, што е многу голем проблем, зашто Бог ги забранува толку многу идолите и другите богови. Има уште една важна причина зашто правењето било какви идоли е толку катастрофална пракса. Во изградбата на секој храм, покрај градењето на храмот, украсувањето, кога се гради храмот, се прави нацрт како да изгледа храмот, кои украси ќе се ставаат, која ќе биде праксата, како финален дел во изградба на храмот, отколку се ќе се заврши, прославата, устилот, отварањето на храмот, знаете ли што е? Поставувањето на ликот на божеството за кого тој храм е направен. Ликот на Богот, кипот, што и да е ликот, мора да се постави во тој храм, за да почне храмот да има некаква валидност. И тој теолог вели вака, ако читате Битие прва глава, при самиот запис, тој еврејски теолог вели дека начинот на запишувањето на таа приказна на создавањето, првиот ден, вториот ден, третиот, четвртиот, петиот, шестиот и седмиот ден, вели вака, тоа се всушност етапите на кои античките народи граделе храм. Тоа се етапите кои ги следат. Што треба сега се направи за да се изгради храм. Тоа што сака теологот да ни го каже дека ако читате приказната за создавањето, тоа што треба да разберете дека Бог во тој момент за себе си гради храм. Бог си прави живеалиште за самиот себе си. И вика кога Бог ја посадува едемската градина, тоа е оној дел од храмот. Пошто храмот има неколку простори, има просторија за народот, па има една просторија се вика светиња, таму каде што свештениците служат, има една најинтимна просторија каде што вика светиња на светињите. Таму е присуство, таму е ликот на тој Бог за кого е изграден храмот. Таму оди само еднаш годишно првосвештеник да се застапува за народот и да се моли на Бог директно. Таму е Божето присуство. Едемската градина каде што е посадува Бог изгледа токму како едно такво место, светилиште, светиња на светиња каде што прибива сам Бог. А што се случува? Кога Бог го создава целиот свет во таа последна фаза на создавање, во едемската градина, кој Бог поставува таму? Таму Бог ги става Адам и Ева, кои се создадени на што? На негов лик. Со други зборови, ако овој храм во кој ние живееме, земјата што го викаме, е храм Божи, место во кој Господ престојува. И ако ова место треба да има лик на Богот над овој храм, тогаш знаете ли кој е тој лик? Тој лик сме јас и ти. Ние сме Божиот лик, Божиот образ во овој голем Божи храм. И тој теолог вели вака, поставувањето други ликови значи деградирање на тоа кои ние сме. Затоа што ние сме носители на Божиот лик. Ние сме оние кои треба да отсликуваат Божјата светлина во овој свет. Бог одлучил, она што апостол Павле го вели, да јас и ти бидеме слава на неговата слава. Бог одлучил јас и ти да го имаме тој потенцијал за преку нашиот лик да отсликуваме славата Божја. И прашањето кој треба да го поставиме за секој еден од нас. Пошто сум познат јас? Пошто е позната оваа црква?
По што сме познати ние? Бог е познат по неговата благодат. Славата негова може да видиш по неговата благодат и милост. По неговата неверојатна инспирација за создавање, извор на животот. Во сите тие аспекти Бог е познат. По што си познат ти? Кој ќе те види некој? Дали ќе ја види славата на Божјата слава во тебе? Дали ти ја отсликуваш Божјата слава? Кои карактеристики излегуваат од тебе? Кои карактеристики излегуваат од мене? На кој начин луѓето мене ме гледаат? Овој поздравен збор од апостол Павле ја открива Божјата слава, но го и возобновува нашиот мандат на земјата. Зашто апостол Павле неколку пати ни кажува: ние сме слава на неговата слава. Дали сме тоа? Дали ние сме таа светлина на светот за која Исус нас не повика да бидеме? Дали сме солта на земјата? Дали живееме во тој есхатон во кој апостол Павле нас не повикал да живееме? Во тоа последно време, во iščекување на Божиот Син. Дали активно партиципираме во мисијата која е доверена на црквата? Дали активно размислувам за Божите заповеди, за тоа што Господ мене ме повикува да го правам? Дали активно се молам за луѓето околу мене? Дали активно го живеам христијанскиот живот на кој сум јас повикан? Дали сум, како што вели апостол Павле, достоен за евангелието во кое Господ Исус мене ме повикува? Дали таа милост која мене ми е искажена, ја гледам како ефтина милост, во која, кажа Живко, кој да ми текне, ја ќе се вратам кај Господ Бог. Сега ќе си лутам како сакам. Дали го вреднувам Бог вистински? Дали Господ има таа улога која треба да има во моето срце? Дали Господ седи на престолот на моето срце? Апостол Павле од една страна им вели на ефесијаните: ви сте одбрани. Господ вас ве одбра уште пред создавањето на светот. На друга страна им вели: бидете достојни за повикот кој Господ го има за вас. Нека во нашите молитви, нека во нашите мисли, во нашите постапки, во нашата служба, во нашето поведение, во нашата дисциплина, во се да му бидеме угодни на Господ. Не сме повикани за малку. Христијанскиот повик не е едноставен повик, не е лесен повик. Како што C.S. Луис ќе каже: ако ти треба живот кој е лесен, оди на друго место, само нема христијанство. Да се биде христијанин не е едноставна работа. Тоа е, според мене, една од најтешките работи во кои сме повикани. Тоест, јас често пати викам, христијанскиот живот не е тежок живот, тој е невозможен живот. Но има еден трик тука. Овој залогот што го кажав, овој печатот на Светиот Дух. Он е клучот за да може овој живот кој го живееме, да го направи возможен за нас. Светиот Дух не оснажува, Светиот Дух не придружува во секој аспект од животот. Таму каде што ние сме слаби, како што вели апостол Павле на друго место, тој е јак. Јас кај што сум слаб, Бог е силен. Ајде се молиме. Да го бараме Божјото присуство, да го бараме неговото дело во нашиот живот и целосно да ја положиме нашата надеж во него. Каде и да сме отишле, да се вратиме кај Бог. Ајде да се молиме за крај. Татко наш небесен, Боже мој, одејќи по оваа земја, Господи, ќе се соочиме и со сомнежи, и со стравови, и со болка. Господи, Боже мој, не повикуваш во еден живот посветен на Тебе. Исе Христе, најважните работи од тој завет во кој не повикуваш, Ти си ги направил сам, Господи Боже мој. Ти си ги исполнил до крај. Преку повикот на една нација, преку Твојот Син Исус кој умре и воскресна за нас, па и сега преку Светиот Дух кој е гарант за нашето спасение, за нашиот повик. Ти сега нас не оснажуваш да продолжиме по патеките на правдата, Господи, заради Твоето свето име. Боже мој, Ти нас не повикуваш да видиме слава на Твојата слава, да отсликуваме Твојата слава овде на земјата како огледало што ја отсликува сончевата светлина. Јас те молам, Исе Христе, да Ти ни помогнеш во тој живот. Едноставно се заложиме за Тебе, Господи. Нека, Господи, размислуваме за тој повик кој Ти го имаш за црквата, за секој еден од нас посебно. Да се вклучиме во мисијата без разлика дали тоа ќе нешто малку да правиме или нешто многу да водам. Секој еден важен во Твоето царство, сечија служба е важна, Господи Боже мој, Ти не повикуваш да бидеме дел од Твојата црква,
кој ќе носи твојата мисија и ќе расте во познавањето и во верата во тебе, Господи. Јас те молам, Господи Боже мој, работи на сечие срце овде сега. Зборувај ни се Христе и те молиме се Христе, нека бидеме слава на твојата слава, Господи. Она што сме повикани да го живееме до крај. Се оставаме, Господи Боже мој, во твоите раце. Благослови не и помогни ни да одиме по твојот пат. Амен.